Ти знаеш дека всушност приказната за настанокот на Преспанското езеро е љубовна приказна? Никогаш многу одамна, онде немало езеро, имало само рамница. Имало две племиња што се бореле за превласт. Имало 7 кладенчиња кои што никогаш не замрзнувале, а навечер се затворале. И на тие кладенчиња одела да полни вода бабата Преспа, што била принцеза од едното племе. И една вечер дошол Лабит, принцот од другото племе, и кога се виделе, тоа било љубов на прв поглед. А мислиш дека е легендава уствари за љубовта помеѓу Охридско и Преспанско? Па остави ме да завршам, па заклучи сам. Можам? Може и така. И така, Преспа и Лабит, една вечер во нивната голема љубов, заборавиле да ги затворат кладенците и кога се разбудиле, што да видат? Целата рамница била полна со вода. И така големата љубов и езерото ставиле крај на војната меѓу двете племиња. И значи сега ако пресуши езерото, пак ќе се борат преспанските племиња за територија, а? Адридон, ќе треба да се одлучиш на која страна ќе видиш.